Председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски. Ова е Македонија. Ова е не каков таков, туку горд македонски народ. И не џиркај од зад завеси Груевски, туку симни се доле да си го видиш народот и татковината. Зашто вечерва не ги пратиш твоите силежи да не тепаат како што ги тепаат студентите на площад? Зашто вечер не ги пуштиш колите и автобусите да не газат, како што ги газиа стечајците и професионалните војници? Уште ли никога ќе се закануваш со долгата рака на ВМРО ДПМН што ќе не стигнела и казнела сите? На нас ли мислеше кога пишуваше писма и повикуваше на конечна пресметка до истребување? Не бива таа работа, фата ли таа работа, многу не има, многу. И не сме само ние тука. Уште стотици и стотици илјади ширум оваа земја, иако не се присутни со своите срца, со своите мисли, се вечерва тука со нас и ни ја даваат својата подршка. Четири години во оваа држава се владее со закани и притисоци, со уцени и заплашување. Вечерва сме тука да го победиме стравот во Македонија, да ги ослободиме и охрабриме луѓето, да ги поттикнеме гордо да се исправат и да го кренат својот глас, да им покажеме дека не се сами, дека не има многу, доволно многу да го победиме секое зло. 4 години во Македонија се владее со лаги и манипулации. 4 години ни го потценуваат здравиот разум и со својата пропаганда, платена со наши пари, со кампањи, со реклами, со спотови, се обидуваат да ни наметнат виртуелна стварност, лажна слика кои сме, како живееме, каде одиме. Вечерва сме тука да ја победиме лагата, да ја соопштиме вистината, да ја искажеме нашата подготвеност, да се соочиме со реалноста, зашто само така можеме да ја направиме подобра. Во овие 4 години, вкупните буџетски средства што ги потроши оваа влада се за 4 милиарди евра повеќе од 4 буџети заедно во периодот од 2002 до 2006. Каде завршија парите? Каде отидоа 4 милиарди евра? Која благодет како земја од тоа почувствувавме? Нови автопатишта не видовме. Единствените изградени во овие 20 години се оние од времето на СДСМ. 130 километри во вредност од преку 220 милиони евра. Нови енергетски објекти не видовме. Единствениот изграден во овие 20 години хидроелектраната Козјак во вредност од 130 милиони евра е од времето на СДСМ. Нови болници, училишта, пензионерски домови не видовме. И тие што беа претходно изградени, денес се распаѓаат. Постојано повторуваат дека оваа влада, како никоја претходна, вложува во земјоделието. Но не може да објаснат зошто од година во година вкупното земјоделско производство опаѓа. Зошто тогаш пропаѓаат млекарите, пченичарите, јаболкарите. Приказната за ветениот економски препород заврши. На најбитното прашање преродбата крахираше. Дефинитивно пропадна. Режимот на Груевски ја заглави државата во жив песок. Нема придвижување ни напред, ни назад. Само тонеме секој ден, се подлабоко и подлабоко. Тоа не е наша судбина. Работите и може и мора да се променат на подобро.
Народот си ја бара државата назад. Македонија заслужува да има подобра иднина. Соочен со порази и неуспеси на сите полиња, немоќен да постигне било какви резултати, Груевски се реши да заигра на една единствена карта, на веќе видената и многу пати повторувана и кај нас, и кај другите балкански народи, приказна за патриоти и предавници. Приказна која никогаш и никому не донела ништо добро. Приказна која никогаш нема среќен крај. Во овие 4 години преродбениците на чело со Груевски од патриотизмот направија еден од најпрофитабилните бизниси во државата. Не, господине Груевски, не се работи за татковината, дефинитивно се работи за пари. Овој режим на ВМРО-ДПМН представува една голема, една огромна перална за пари. Сакам јасно пред овој народ и во име на овој народ да порачам за овој криминал, за овој грабеж, за ова предавство под маската на лажен патриотизам ке одговарате. Правдата ке ве стигне, ви гарантирам. Груевски и ВМРО-ДПМН упорно градат една лажна слика за себе и за другите. Дека тие го чуваат и не го даваат, а сите други сакаат да го сменат уставното име. Тоа е апсолутна лага. Нема македонец што сака да се смени името на оваа земја. Јас сум првиот што не сака тоа да се случи, што тврди дека Грција спроведува една неправедна, недемократска, неевропска политика кон Македонија. Грција на најбезочен начин ги злоупотребува своите права како членка на НАТО и Европската Унија. Но тој факт не ме ослободува од одговорноста да мислам на иднината на мојот народ, да најдам одговор на прашањето што и како понатам. Затоа, уште од сега најавуваме, без разлика на исходот од самитот на НАТО, без разлика дали преговорите со Грција ќе завршат успешно или не, наша цел е во ноември собранието се распушти и да излеземе пред граѓаните. Тие граѓаните нека одлучат за каква Македонија се. За онаа на власта или за оваа на народот? За онаа привилегираната или за оваа Македонија на обесправените? За Македонија што пропаѓа или за Македонија што напредува? За Македонија што слави порази или за Македонија што победува? Ние сите заедно вечерва се изјаснивме. Ние сме за победничка Македонија. Да живее Македонија! За победничка Македонија.